Над 600 деца се жртви на силување, полови напади и на присилени бракови со возрасни мажи само во последните 5 години. Најмалата жртва на сексуална злоупотреба во земјава има помалку од 3 години. Алармантните бројки сведочат дека сексуалното насилство врз деца во Македонија е системски проблем, а институциите потфрлаат наместо да реагираат, покажува анализата што ја подготви Народниот правобранител. Од 2020 до 2024 регистрирани се 508 случаи на сексуална злоупотреба на деца, дури 455 жртви се девојчиња, а 53 момчиња. Најголем дел од случаите се однесуваат на дете помладо од 15 години, а во 96 случаи е вонбрачен живот со дете. Исто толку, 96 нови деца жртви има и ланската година. Според досегашните информации, вистинската бројка може да биде и многу поголема, особено кај машките деца, бидејќи поради страф и срам жртвите молчат. Повеќе од половината се деца на возраст меѓу 11 и 15 години. Посебно ranljiva категорија според анализите се децата од сиромашни и маргинализирани средини. Но проблемот не застанува тука. Од Народниот правобранител алармираат и за сериозни пропусти во институционалното постапување. Децата се сослушуваат повеќе пати и повторно преживуваат трауми. Нема стручни кадри, ниту простории, ниту координација меѓу полицијата, центрите за социјална работа, болниците и судовите. Дополнителен проблем е што само медицински установи и родители пријавуваат, многу ретко училиштата и центрите за социјални работи. Оттаму апелираат веднаш да се преземат итни мерки. Иако законот предвидува детето да се сослуша само еднаш, во пракса тоа не се применува доследно. Како резултат на тоа, децата се изложени на повторно преживување на траумата, односно се јавува секундарна виктимизација, што е сериозен институционален пропуст, бидејќи наместо заштита, системот во одредени случаи дополнително ја продлабочува штетата. Дополнително, утврдено е недостиг од соодветни простории за испрашување на деца жртви, обучен кадар за пристап кон деца жртви на сексуално насилство, како и стандардизирана пракса за еднократно интервјуирање во полицијата. Дополнителен шок е тоа што обештетувањето не функционира. Иако жртвите имаат законско право на паричен надоместок, досега само 2 деца побарале обештетување и не добиле ништо. Откај Народниот правобранител предупредува дека најголем дел од злоупотребите ги вршат блиски лица или возрасни од непосредната околина на детето. Регистарот на педофили постои, но мора редовно да се ажурира и да биде достапен за училиштата, градинките и родителите. Како една од мерките што дава резултати во повеќе земји се споменува и хемиската кастрација, која кај нас никогаш не заживеа. Сексуалната злоупотреба на деца продолжува и годинава. Во јануари голема група насилници со месеци сексуално злоупотребувала и уценувала со интимни видеоматеријали 16-годишно девојче од село Слупчане. Јавност исто така беше згрозена и од случајот во кој родители од Делчева дозволиле малолетни керки да им живеат со возрасни мажи. Едната дури родила и дете.